Ќе ви покажам како да нумерирате правилно третата страна проектна задача. Еве, отворам Word, празен документ и сега ќе креирам само формално. Значи, овде ќе ставам насловна страна, нема да ја правиме сега насловната страна како што би требало да изгледа, туку само за да видите за бројките. Овде insert, page break, за да ми се вметне нова страна. Овде ќе ми е содржината. Овие две страни не треба да се нумерирани. И сега можам да одам и во page layout, breaks, и да одам кај next page, за да ја исклучам врската меѓу првите страни со сега ова следнава што ми е во документот. Ќе ископирам еден текст од на интернет и ќе го ставам овде почнувајќи од трета страна. Колку за да видите, значи нема да ми е форматиран, ама само за да ја видите нумерацијата на страните. Сега, еве сум овде кај под алгоритми и ми треба мене insert page number. Сакам бројчето да ми е долу десно на страната. Сега, ако сакам да не е поврзано со претходната секција, кога ќе сум во footer, ова треба во дизајн да го исклучам link to previous. Сега, овде, ако ја избришам ова бројка што ми е на втората страна, ќе видите дека сега нема да се појавува пак. Еве, со escape излегувам од header и footer и да ви покажам, еве, насловната страна нема, не е нумерирана, содржината исто не е. Овде имаме, еве, почнувајќи од реден број 3, нумерирани се надолу страните. Сега, ако сакате да не е од 3, туку да е од 1, нумерацијата овде, одиме, кликаме на бројчето на страна, во insert, кај page number, одиме кај format page numbers и start at, од кој број сакаме, еве, од 1. И сега, еве ја нумерацијата на страните 1, 2, 3 и така натаму. Се надевам дека сега е јасно.